Ќе ви прочитам текст од Светото писмо, ќе читам од Јаков, од 3 глава. Еве што вели Јаков во ова поглавје. Не барете, браќа мои, мнозина да станете учители, зашто знаете дека поголемо осудување ќе добиеме. Сите ние многу грешиме, но оној кој во зборови не греши, тој е совршен човек, силен да го заузда и целото тело. Ете, ако и ние на коњите им ставаме узда на устите за да ни се покоруваат, тогаш управуваме со целото нивно тело. Па ете и корабите, иако се толку многу големи и силно гонети од бурни ветрови, со мало кормило се управуваат онаму каде што кормиларот сака. И така и јазикот е мал орган, но големи работи зборува. Ете мал орган, а многу голема гора запалува. И јазикот е оган, свет оган со неправда. Јазикот се наоѓа во таква положба меѓу нашите органи, што го осквернува целото тело и го пали времето на нашиот живот, воспалувајќи се сам од пеколот. Секако вид зверови, птици, лазачи и риби се скрутуваат и се припитумуваат од човечкиот род, а јазикот никој не може да го скроти. Тој е немирно зло и полн со смртоносен отров. Со него го благословуваме Бога, Отецот, со него ги колнеме луѓето создадени според подобието Божио. Од иста уста излегува и благослов и клетва. Не треба, браќа мои, тоа така да биде. Тече ли од еден исти извор и сладка и горчлива вода? Може ли, браќа мои, смоквата да раѓа маслинки или лозата смокви? Така од еден исти извор не може да тече и солена и сладка вода. И кој е меѓу вас мудар и умен, нека си го покаже своето добро однесување и делата своји во кротост и мудрост. Но ако во срцата своји имате горчлива завист и карање, не фалете се и не лажете се против вистината. Тоа не е мудрост која доаѓа од озгора, туку земна, душевна, бесовска. Зашто каде што има завист и карање, таму има и неслуга и се е лошо. А мудроста што иде од озгора е најнапред чиста, а потоа мирна, кротка, покорна, полна со милост и добри плодови, непристрасна и нелицемерна. Плодот пак на правдата во мир се сее од миротворците. Амин. Главната тема на оно што Јаков го зборува, барем во ова поглавје, е јазикот. Јазикот и зборовите. Да. Ке приметете, Јаков започнува со тоа да не бараме сите да бидеме учители, бидејќи оно што го зборуваме, од нас ќе се бара одговорност. И тој продолжува понатаму и вели, ете и на коњите им ставаме узда за да ги скрутуваме, а пак кај нас јазикот е нешто кое што тешко можеме да го скротиме. И зборува за тоа дека корабите исто така се големи, нели, како бродови, но сепак се управуваат со едно мало кормило, така да е и со јазикот. Јазикот всушност е оној кој што контролира или покажува како е нашето срце и што правиме. И кажува исто така и за штетата која што доаѓа од јазикот. Кажува јазикот е како оган, знаете, едно мало пламенче кој ќе запалите, цела шума може да изгори. Така и јазикот, може би е мал орган, но многу големи последици доаѓаат од него. И една од причините зашто денеска решив да зборувам за јазикот е токму тоа. Се почесто забележувам и патувајќи по други цркви, дека помеѓу црквите, особено во последно време, за жал дури ние како верните не внимаваме на нашиот јазик, на оно што ќе го кажеме. Дури многу пати се повредуваме едни со други, не внимавајќи на нештата што ги споделуваме. За јазикот се зборува на многу места во Библијата. Изреките се полни со текстови кои што ни укажуваат на мудри совети за јазикот. Вели, благиот јазик е дрво на животот, а пакосниот е рана за духот.
Во 18 глава од Изреки вели: смртта и животот се во власта на јазикот. Кој го милува, тој јаде од неговиот плод. Постојат многу штетни плодови на јазикот, но има два од нив кои што може би се најистакнати, а тоа е оговарањето и клеветата. Тие се многу слични една со друга. Оговарањето е споделување негативни информации за одредена личност или личности, кои не се дел од проблемот, ниту дел од решението, ама сепак ние ги кажуваме на другите, може би затоа што ни се сладки или понекогаш несвесно за да наштетиме на другите. Клеветата пак е споделување на невистините и штетни информации за некој. Сега многу пати, за жал, свесно или несвесно, ние знаеме да сме дел од ова приказна и знаеме да влеземе во таа замка на оговарање или на клеветиње. Бидејќи да бидеме реални, често пати кога ќе слушнеме нешто интересно за другиот, а најчесто она што е негативно е поинтересно од позитивното. И тоа ни е посладко да го споделуваме или да го раскажуваме. И проблемот со клеветата и со оговарањето е што често пати се базира на предпоставки и ќе ви споделам некои работи кои што се случиле дури и на нашиот простор, во Македонија или можеби во Неготино, во Кавадарци, кои што некои од овие работи можеби вие си ги чуле, а спаѓаат во областа на шпекулации, во областа на клевета или оговарање. Например, за нас пасторите често пати се зборува дека взимаме многу големи плати. Често пати ни доваѓаат луѓе и велат: абе, лесно ли на вас пасторите? Кажуваат, по 3000 евра плата сте взимали. Спомнав еднаш дека за тетка Цаца еве зборуваат, работи како волонтер во центарот за залишта. За неа веќе зборуваат дека па нека си работи жената и нормално да работи, по 500 евра плата взима, па и треба да работи. Нели, со други зборови, убаво си го полни джепот. И сега таквите работи, ако се проверат, ќе испаднат невистините. Тоа се шпекулации, ама знаете, луѓето не ги проверуваат, тие ќе слушнат, па ќе раскажат на втор, па на трет и на крај кажат: видија ти Цаца како се наместила. Или види ги вие, нели, пасторите. Имавме пред неколку години посета со Даниела кај една жена во Неготино и таа не праша колку деца имате и јас реков 4 деца имаме. И таа рече: 4 деца, браво, ама добро, вика, за вас е лесно. За вас, зашто знам дека за вас за секое дете ви купуваат по еден стан, така да не е проблем. И ние само се насмеавме, зашто знаеме дека тоа не е вистина. Но луѓето, гледате, слушат работи кои што се невистините и ги споделуваат. Пред повеќе години исто дојде еден човек кој што доаѓаше на црква тука, тропа на вратата на црквата, онака возбуден, забрефтан, и јас нели отворам, го прашам што е работата. Абе, вика, сте делеле фриджидери низ цело Неготино сте давале, а јас тука доаѓам на црква, на мене не ми кажавте и ми немате дадено. И јас сакам еден фриджидер да ми дајете и на мене. Какви фриджидери, бе, човек? Ниту сум видел, ниту ми сме дали. Да, сте давале. Фриджидери сте давале. Човекот дури беше лут, затоа што на сите сме дале, а на него, ете, кој што доаѓа тука, не сме му дале, сме го пропуштиле. Не е фер, вика, не е фер. И имаме такви ситуации. Една жена исто така дојде во една прилика и не обвини дека таа е во многу тешка ситуација, а ние како црква ништо не правиме за неа. А ние всушност помагавме на тоа семејство, но помагавме на нејзиниот маж. И на крајот се воспостави дека нејзиниот маж парите си ги трошил за други работи и ништо не ги кажувал на неа, таа не ги знаела. А ние викаме: нели, не сме ве оставиле така, помагаме, на вашиот сопруг даваме. А таа беше лута затоа што, еве, нели, ништо не сме правили. Ова се само дел од ситуациите кога зборовите или шпекулациите, оговорањата, клеветите можат да донесат штета. Има и посериозни ситуации. Имаше една жена која што почна да доаѓа на црква, која што имаше неморален живот. И за жал почна во црквата да се кружат разговори, муабети да вртат. Шо бара она тука, кој не ја дал тука да доаѓа, знае ли она како живот живее неморална жена и тука на црква иде, не е местото на неја тука. И тие зборови стигнаа и до неа.
И жената беше толку повредена што престана да доаѓа на црква. Сега, дали ова е во ред? Ние знаеме дека некои луѓе може би имат живот кој што не е во ред како што треба. Но и Исус со тие луѓе им посветуваше внимание и Исус и тие луѓе ги сакаше. Исус баш беше обвинет токму за тоа, затоа што се дружеше со цариници, со блудници и токму тој на нив им покажуваше дека Бог и нив е спремен да ги прифати и да им прости. Затоа и ние како црква треба да научиме да ги прифаќаме и оние луѓе кои што не се како нас или можеби се уште не расчистиле со гревот. Ова се само дел од ситуациите. Ево уште еден пример ќе спомнам за христијанин кој што решил да помага на едно семејство финансиски, ама па затоа пак решил и да се фали на сите наоколу дека тој помага на тоа семејство. Колку јас помагам, вие да знаете што се правам, како на приказката купив джигер на сиромахиот, ако сте ја гледале. И тоа семејство, кога разбрало за тоа нешто, дека тој на сите се фалиот и на нив им помага на тоа семејство, се соблазнило, се огорчило и престанало да доаѓа на црква. Сето ова се само дел од примерите кога ние не внимаваме на она што го зборуваме. Дали е непроверено, дали може би работи кои што се вистина, ама ги кажуваме таму каде што не треба или на начин на кој што не треба, тие создаваат штета. Последиците се оладени односи, понекогаш се оладуваат односите во црквата, бидејќи кој ќе разберам дека оваа сестра или овој брат за мене зборувал такви работи, може би и да не е вистина, но јас заради тоа нешто мојот однос према таа личност ќе олади. Последиците се огорчени срца. Најчето во срцето ние собираме огорченост, како што кажа тетка Марија, собираме гнев, огорченост, она мене така ми кажа, ој мене така ми кажал, лутина, непростителност, и нашите срца се полнат со отров. Доаѓа до поделби, во многу цркви заради тоа нешто се прават табори, веќе овој со овој не зборува, па овој си создава, па негова група на пријатели што ќе бидат против овој, и се создаваат непријателски групи и табори во црквите. Доаѓа до соблазни каде што верниците повеќе или не мора да е верник, човек што почна да оди на црква повеќе не сака да оди на црква. И затоа прашањето е што да правиме, како да реагираме. Добро прашање беше поставено. Најнапред треба да знаеме дека не можеме да ги запреме сите муавети. Имајте го тоа во предвид. Ако за се што ќе слушнете, одете да вие да одете и да ги решавате работите, еве сега ние слушнавме низ градот се зборува, не знам, сме делеле фрижидери, спомнав нели за тоа пред неколку години. И сега можеш ли да одеш од човек до човек и да кажеш слушна ли дека сме делеле фрижидери? Не е вистина. Ти слушна ли дека сме делеле фрижидери? Не е вистина. Можеш ли од човек до човек да одеш и тоа да го спречиш? Не можеш. Некој рекол дека оговарањето е како да земете една перница која што е полна со пердови, на времето беа такви перниците, нели? И земете една перница, качете се на врвот на некој рид кога е ветровито, кога има силен губав ветер, раскинете ја перницата, отворете ја, што ќе се случи? Ветрот ќе ги разлета, ќе ги разнесе пердувите на сите страни. Сега пробајте после еден час да ги соберете сите пердови. Ќе успеете ли? Тешка работа. Може би оне што се близо до вас, некаде 10 на 20, или 100 да соберете, ама сите да ги соберете нема шанс. Едноставно тие ќе се разлетаат на сите страни, кој на каде ветерот го однел, некој ќе го носи со километри. Исто и со негативните и лошите зборови, со оговарањето и со клеветите. Луѓето ќе зборуваат за вас и тоа ќе го има секогаш. Но има една поговорка, може би сте ја чуле, вели за добриот коњ секогаш се дига прашина. Сте ја чуле, нели? Сега овде не станува збор за коњ, станува збор за оние луѓе кои што се успешни, кои што си ја вршат работата како што треба. Секогаш се дига прашина, со други збори секогаш ќе има да зборуваат за нив. Ќе зборуваат добри, ама некои од завист ќе зборуваат и лоши работи. Ако зборуваат за вас, дури и лоши работи, и ако се невистина, не можете да ги запрете сите тие разговори. Некој од нив, за некој од нив може би ќе треба да се реагира, особено ако е некои лични односи, некој што го познавате, но не можете да ги запрете устите на сите. Затоа едно нешто што ве советуваме,
да не се замарате околу сите тие работи и да не дозволите тоа да ви го исполни срцето со горчина. Има една приказка за некој монах кој што многу се растревожил што за него се зборуваат негативни работи. И отишол кај неговиот препоставен, отишол кај игуменот и му рекол: во селото за мене зборуваат различни работи, не знам, дека сум спиел со жени, дека сум пари крадел од црквата, дека сум правил ова, ама вика игумене, сето тоа е невистина. А многу, вика, мене тоа ме нервира. Мирот ми го одзема. Што да правам? И тој му рекол: ќе ти дадаме на совет. Рекол: денеска има погреб, сакам да отидеш таму на гробот, каде што тој мртовец е погребан, и сакам да викаш на мртовецот најлоши работи да кажуваш за мртовецот. И тој рекол: не разбирам зошто така да правам. Рекол: отиди и направи го. И монахот отишол и на гробот викал: ти си ваков, ти си таков, викал и се вратил назад. И игуменот го прашал, рекол: викаш ли таму на мртовецот? Рекол: викав со сета сила. И мртовецот ти врати ли нешто? Рекол: ништо, како да ми врати мртов е, ништо не ми врати. Нито ми врати нешто, нито реагираше. Тој рекол: сакам и ти така да научиш да се однесуваш кога ќе слушаш за тебе лоши зборови. Биди како мртовецот, биди мртов за лошите зборови што ќе ги слушаш. Не дозволи тие да го допрат твоето срце, не дозволи да ти го земат мирот. Исто како мртовецот што молчи и што тој не дозволува да допира до него, ниеден од тие зборови не допрели, така и ти треба да се однесуваш. И мислам дека тоа е совет и за нас. За повеќето од тие зборови, особено зборови што се зборуваат наоколу, насекаде, ние ниту можеме да ги запреме, ниту треба да дозволиме да ни го одземат мирот. А лошото е ако ние сме учесници во таквите разговори. Лошото е ако ние дозволиме заради тоа нешто да олади љубовта во црквата. Ке споделам уште еден пример со свештеник, кој што постојано кога одел во црквата забележувал дека некако нема љубов помеѓу верните, забележувал дека исто молитвите кои што ги молат како да не допираат до Бога, се молат за многу работи, молитвите како стигат до таванот и да се враќаат назад. И тогаш рекол: Господе, што е причината? Зошто нашите молитви не стигаат до тебе? И тогаш се појавил ангел и рекол: дојди, ќе те одведам повторно, ќе те прошетам низ црквата, но овој пат ќе ти ги покажам срцата на верните. И како ангелот го носил од човек на човек, тој можел да го види срцето на секој еден од верниците додека се молат. И во срцето на едниот погледнал, видел завист, полно срце завист. Во срцето на другиот видел оговарање. Во срцето на третиот непростителност. Во срцето на четвртиот омрза. И погледнал како едниот спрема другиот постојано имат некакви лоши мисли и намери. И ангелот му покажал: тоа е причината зошто во оваа црква молитвите не стигаат до Бога. Треба да ги изчистите вашите срца, доколку сакате Бог да ви ги слушне молитвите. Сега нормално ова е приказна, но таа во голема мера зборува за тоа навистина какви срца Бог сака да имаме и дека понекогаш тие работи знаат да станат пречка за нашите молитви. Кога ние гаеме или негуваме во нашите срца завист, оговарање, омрза спрема другиот, негативни мисли, тоа може да биде пречка ако ние не го препознаеме и не го исповедаме. Во Псалм 19, 14 стих вели: зборовите на мојата уста и размислувањата на моето срце нека ти бидат угодни пред тебе, Господи. Ти си тврдина моја и избавителу мој. Гледате, псалмистот бил свесен дека она што е во неговото срце и она што е на неговата уста треба пред се да му биде угодно на Господа. И ако ние во тоа нешто не се поправиме, тогаш постојано ќе има штета која што ќе се познава и во целата црква. Затоа, прво нешто што треба да се запрашаме е: ние нема да можеме да ги запреме другите. Нема да можеме другите да ги запреме да зборуват за нас. Понекогаш ќе треба да интервенираме, ќе дојдеме и до тоа, но ајде првим да се позанимаваме со самите себе си. Важно е ние да внимаваме да не сме ние изворот на невистините и штетни информации.
Факт е дека она што излегува, зборовите што излегуваат од твојата уста, влијаат на тебе и на луѓето околу тебе. И факт е, како што кажува и Јаков, дека тие зборови можат да нанесат голема штета. Тие се понекогаш како оган, кој што ќе го пуштиш и отиде целата шума. Знаете ли, летото најчесто што се создават пожари? Од мали ситни работи, пикавец, цигаре некој оде во шумата и го фрли. И ќе кажете, што е тоа едно обично цигаре, еден мал пикавец. Некој мало жарче од неугаснат огин. Такви некои ситни работи и потоа цели шуми горат и не може да ги изгаснеме, цело лето се мачеме со нив. Слично и со едно зборче кој што ние ќе дозволиме да излезе од нашата уста и ние велиме само на тебе ти го кажувам. И знаете, тоа е секојаш замката, само на тебе. И кога ќе кажеш само на тебе, знае дека после знае цело неготино. Тој другиот ќе каже и јас само на тебе, после таа жена ќе седне со две други жени ќе каже само на вас го кажувам, па тие ќе кажат на мажите нини дома, па децата и така натаму. И нема крај, и отиде пожарот, отишол запален цела шума, цело неготино горе. Затоа ние треба да внимаваме на неколку работи. Јаков е во право кога вели сите ние грешиме во многу работи, но ако успееме да си го зауздаме јазикот, тогаш сме зрели луѓе и можеме да го зауздаме и целото тело. Јазикот е најтешко да се контролира. Може би затоа што и ние мислиме дека е најбезопасен. Нели, ние сметаме дека е голема штета или лоша ако некого удариш. Греф е ако извршиш прелюба. Греф е ако украдеш, не дај Боже, греф е да убиеш. Ама знаете ли дека и со јазикот можете да убиете луѓе? И јазикот убива. Една поговорка на македонски вели јазикот коски нема, ама коски крши. И ова поговорка има за цел да каже дека иако јазикот изгледа толку мек и нежен, тој може да нанесе голема штета. Ние можеме духовно да убиеме многу луѓе, затоа и на мали деца, обично знаат и денеска да кажуваат психолозите, охрабри го детето, немој да го премногу критикуваш, бидејќи ќе го убиеш детето. Замисли ако едно мало дете кое што сгрешило, постојано мајката или таткото, родителот, ако му вика, тебе за ништо не те бива, ти си неспособен, ти ништо не можеш, тебе нема ништо да излезе. Што мислите? Со каков характер ќе израсне тоа дете? Тоа дете постојано ќе расте со чувство дека е неспособно и тоа ќе почне да го верува тоа нешто и така ќе се однесува. И на крај ние ќе го убиеме духот на тоа дете. Затоа јазикот може да изгради, но може и да уништи, и може да убие. Некој рекол дека на едно мало дете му се потребни 2 години за да научи да зборува, а потоа му е потребен цел живот за да научи да го контролира тоа што го зборува. Вистинската мудрост и духовната зрелост пред се состои, како што и Јаков кажува, во контролирање на нашиот јазик. Да знаеме да го кажеме тоа што е исправно, но и обратно, да знаеме и да премолчиме кога е потребно. Тука може би лежи понекогаш нашиот проблем, што ние не знаеме да премолчиме. Има ситуации кога може би е најдобро да премолчиме. Иако нешто од нас ни вика, нели, кажи го или реагирај. Но многу пати е подобро да премолчиме и верувајте ќе направиме подобро дело, отколку само ние да се исполниме суетата и да кажеме. Затоа денеска ќе погледнеме 4 филтри при споделување на информации. 4 нешта кои што треба да ги имате во предвид кога треба да споделите информација со некој друг. Прво нешто, запрашајте се дали она што го кажувам или тоа што се кажува е целосна и објективна вистина. Од претходните примери откривме дека често пати ние брзаме да споделиме информации кои што не се вистините. И сега ние ќе го раскажеме на сите и покасно ќе да знаеме, не било вистина тоа нешто. Не било точно или не сум разбрал баш најдобро, не било баш така како што ми кажале. Ама ние веќе сме го раскажали на сите. Разбрали дека пасторот дал на цаца давал по 500 евра плата. Леле, како може? По 1000 евра ги плакал тие луѓе. И сега, кога еднаш ќе го кажеш и кога ќе се расшири, исто како со предувите, тешко е да го собереш назад. Тешко е сите информации од кои си разбрал дека не било вистина, ама сама така си го чул,
шлеле, ја што сум зборил, ова не било вистина. За жал, ние брзаме да споделиме работи без да провериме дали са целосна и објективна вистина. Второ едно нешто за кое што треба да внимаваме, ова е првиот филтер, значи пред нешто да кажеш за некого, биди сигурен дали е целосна и објективна вистина. Може би си учесник во споделување на клевета, на лага, без да си свесен. Ама звучи премногу убаво за да го држиш во себе си. Леле си чул дека Мара спиела со Трајчо или со Сашо, си ова мора да го кажам. Леле, како можело? Не знам, Перо се опијанил или с разбрат се коцкал. Ова е многу сладко за да го држам во себе, мора да го кажам. Па не е важно дали е вистина. Ние како христијани смееме да си го дозволиме тој луксус. И ова е првиот филтер. Вториот филтер е дали тоа што се кажува може да наштети на споменатиот. Со каква намера го кажуваш? Најчесто проблемот со оговарањето е што ние споделуваме негативна информација. Многу ретко ние споделуваме убави работи. Не го слушнали што направило овој, слушнали што се случило со оваа жена. Убаво е да споделуваме добри работи. Мислам дека никој нема да ни замери ако сме споделили за него добра работа. Разбрали дека Снежана дипломирала. Снежана нема да се лути ако сме кажали на 10 души, на 20 дека дипломирала. Аллах да ја честито, ја оженила керката. Мислам дека никој од нас нема да се наврди за такво нешто. Ако јас синот сум го оженил или ми се родило дете и вие да раскажете на 100 души во Неготино, верујте, нема да ви се лутат. Тоа се добри вести, радосни, ние секако ќе ги кажеме, без вие да кажете, нели, секој од нас сака да се пофали, да сподели радосна вест. Го ожени синот, ја дипломира керката, не знам, положила за кола. Убаво е такви работи да се споделуват. Ама често пати ние ги споделуваме негативните нешта. Она со кое што ќе го отцрниме човек. Скоро се случи една ситуација, пак нема да спомнувам имиња, во Македонија за еден брат кој што разбрал за верник во една црква кој што направил греф. И овој брат, откако разбрал за тој греф, решил да го сподели тој греф на кој ќе стигне таа информација. На сите луѓе и надвор цела Македонија разбрала за тој греф, па дури и надвор од Македонија. И сега ќе си кажете, дали е горе ова нешто? Дури да е вистина. Дури да е вистина. Еве, направил тој човек греф што направил, дали сметате дека исправно дека сега треба да трчаме и на мегафон да го раскажеме на сите низ цела Македонија? Не. Кој е користа? Кој е фајдето? Тој направил што направил. Најдобро е, ако веќе ти си разбрал тој греф, да отидеш и да поразговараш со него лично, да го посоветуваш, да кажеш тоа што си го направил не е во ред. Ти си верник, треба да се покреш за тоа нешто, промени се, или да седнеш заедно со пасторот да поразговараш, да го посоветувате, да пробате да го извадите тој греф ако е се уште во него. Но наместо тоа, наместо да идеме да разговараме со човекот, ние најчесто одиме на секаде разговараме. Затоа, едно од работите како да го решиме тој проблем е, за мене советот е отиди и разговарај со таа личност лично. Ако си разбрал за нешто, па дури ако зборувала личноста против тебе. Но според мене тоа има смисла ако таа личност стварно ја познаваш и ако ти е блиска. Инако ако си разбрала дека во градот 50 души зборуваат против тебе, според мене, што реков на почеток, не вреди да одиш ти од човек на човек и да на сите се правдаш дека ти не си така. Бидејќи погледнете случајот со јавните личности. Замислете за еден пејач или пејачка или денеска политичар, излегуваат различни скандали. И сега, ако тоа не е вистина, кај му е крајот ако на тој политичар или не знам председател или премиер, ако тој тргне на цела Македонија да се правда од човек на човек и на сите да ја објаснува дека тој не направил такво нешто. Тој треба цел живот само тоа да го работи, само да се правда. Затоа ние не можеме на сите посебно, но ако некој човек навистина ти значи и си повреден од таа личност, најчесто не повредуваат тие што ни се блиски. Сме разбрали некој близок дека кажал нешто за мене. Сум разбрал дека мој близок пријател кажал нешто за мене. Јас кој советувам, отидете и поразговарете лично. Јас имав неколку такви ситуации кога разбрав
за некој мој пријател дека кажал нешто за мене. И решив да отидам лично да разговарам. Кога разговарав лично, сватив дека сушност, дека тоа не е вистина. А јас без потреба сум му се лутил. Седнав и разговарав и тој вика, не, тоа од мене не е кажано. Такво нешто не сум кажал. Може би е нешто измислено, преувеличено, што и да е. Но понекогаш ние собираме горчина за нешто без потреба. Затоа ве советувам, разговарајте со таа личност, но во љубов. Не во некаква омрза, горчина, сега ќе дојдам и секи и плеснам у лице, ќе види она за мене така зборило него. Прво отидете и прашајте, разбрав тоа и тоа, дали е вистина? Кажи ми, дали ти си го кажала тоа, дали од тебе дошло тоа? Кажи што ти мислиш за тоа нешто. И понекогаш можете на таков начин да го добиете повторно вашиот близок назад, да го добиете вашиот пријател повторно назад. Верувајте, мене ми се случило многу пати исто така да слушнам работи кои што се зборуваат за мене. Имате два избора кога ќе се случи тоа нешто. Или да идете да разговарате со личноста за која што сте чуле дека кажала некои работи, или имате избор да простите и да го закопате во земјата и да кажете нема да се околу тоа нешто нервирам, го предавам во Божји раце. И сум направил многу пати така, бидејќи сум размислил, ако идам да разговарам со едната личност, па со другата личност, па да ги соберам, па тој тоа ми кажал, па од него тоа дознам. Си мислев, може би уште повеќе ќе се разгори оган. И сум затоа многу пати сум решавал да простам. Не знам, Господе, сум рекол дали е вистина или не, ти знаеш. Јас му простам на тој брат или на таа сестра, благослови го, менувај го, јас ќе продолжам да ја сакам или да го сакам со истиот интензитет. Но тогаш имајте доблест како христијани да простите и да се ослободите од тоа, а не да го држите во вашето срце. Бидејќи ако го држите во вашето срце и ако барате само момент да се осветите, да се одмаздите или го држите како горчина во себе си, верувајте, ќе ве изеде. Затоа не е тоа решението. Или простете, или разговарајте. Прво рековме, проверете дали е вистина. Второ, дали е шtetно. Но еве, дури да е вистина. Трето нешто, неопходно ли е да го кажувам на сите луѓе? Како што реков, тој брат решил да сподели цела Македонија. Понекогаш кога ќе дознаеме нешто за некој што направил негативно, може би најдобро е да се разговара со таа личност и тука да завршат нештата. Нема потреба некого да го срушиме заради еден грех. Бидејќи ние знаеме кога ќе споделиме негативни информации да ја уништиме репутацијата на таа личност, семејството, неговите деца, може би црквата заради тоа да страда. Само затоа да си ја задоволиме суетата. Затоа е најдобро да разговараме со таа личност и ако таа личност се промени, тогаш ние сме го постигнале она за кое што Бог ни зборува. На едно место ми се кажува во Библијата, ако твојот брат има нешто против тебе или ако ти сгреши, оди разговарај со братот насам. Ако вели не те послуша, тогаш земи двајца, тројца со тебе браќа и разговарај уште еднаш со братот. Ако пак не те послуша, тогаш вели проблемот, кажи го пред целата црква и ако не се промени тој брат, тогаш однесувајте се со него како да е неверен. Замислете, тој брат прави некаков грех. И сега, најнапред треба да отидеме и да разговараме со тој брат и да го опоменеме. Ако не послуша, можеме да викнеме двајца, тројца, може би старешини, зрели браќа да разговараме. И ако и тогаш не се променува, тогаш треба да ја вклучиме црквата. Но не по секоја цена за секоја негативна работа, дури да е вистина да раскажуваме на секаде. И стигаме до четвртото нешто. Рековме првото, провери дали е вистина, дали второ, дали тоа што го кажаш може да наштети. Трето, дали е неопходно да се сподели со сите или проблемот може да се реши во мал круг. И четврто, дали си подготвен да стоиш позади кажаното. Ова е исто така многу важно. Јас често пати сум покануван да одам во различни цркви. И знаете, откако ќе завршам со проповета, многу често после тоа знаат да ми дојдат луѓе и да ми кажат некакви сладки случувања во црквата. Пасторе, сакам да ти кажам, знаеш ли за ова и за ова, или знаат да се жалат, знаеш ли што ми се случи во последно време во црквата, оваа жена или овој брат вака и вака ми направи, или ова сакам да ти го кажам.
Јас едно од прашањето што им ги поставам на нив е добро, тоа што ми го кажуваш, може би е вистина. Подготвен ли си да го кажеш и пред тој брат или пред таа сестра? Ау, не ме спомнувај мене, мене не ме спомнувај, од мене не си дознал, ако разговарате со него, немој мене да ме мешаш, моето име не ми го кажа, не го спомнувај. И јас велам, добро, тогаш јас на кого да се повикам ако разговарам со таа личност? Ама многу проблеми праве, ова прави, оно прави. Викам, ако ти ова што го кажуваш е вистина, тогаш јас ќе се повикам на тебе, кога ќе разговарам со таа личност, кога ќе го споделам, ќе кажам, оваа личност стои за тоа нешто и оваа личност гарантира за овие информации. Но најчесто ние знаеме да кажеме, да нафрлиме некои работи, ама знаеме да кажеме, мене не ме меши. Затоа четвртото нешто е многу важно. Подготвен ли си да стоиш зад кажаното? Да, си разбрал дека е така, си разбрал дека, не знам, Киро, Петко, Трајко, кој да е, го направил ова нешто, си дошол, си кажал, ама стои за тоа што си го кажал. Јас знаеш ли дека јас разбрав оти, не знам, оти, кој да е, ќе измислам некој име, Петкана, оти крадел од црковната каса, да, така ми кажуваат пасторе. Сикам, добро, ти сигурно си во тоа? Да, сигурно сум. Добро, ајде да ја викнеме Петкана, ќе те викнем и тебе. Не, мене не ме викне. Тогаш кој е поентата? Тогаш се сведува на измислица, на шпекулација. Има една приказка за некој пастор на кој што почнале често да му доаѓаат луѓе да му споделуваат негативни информации за другите верници. И пасторот се чудел што да прави и Бог му дал мудрост. И решил да си земе со него еден касетофон. И кога ќе дојде некој верник во канцеларијата и ќе почне да кажува, пасторот му викал, чекај малку, чекај да го вклучам касетофонот да снимам. И тогаш верникот ќе да каже, чекај, зашто снимаш? Па вика, тоа што го кажуваш за да го снимам, за утре да пуштам, да се знае кој го кажал или што го кажал, да имам доказ. Ау, не снимаш, што ме така јас веднаш ќе си одам. И еден по еден така престанале да доаѓаат и да споделуваат работи, бидејќи сватиле дека тоа што го кажуваат, еден ден треба да стоат зад него, дека се снима. Затоа треба и ние да внимаваме. Она што го кажуваме, дури и да пасторот не го снима со кастафон, се снима пред Бог. Треба да внимаваме. Тоа се снима. Многу е важно она што го кажуваме, дали вистина. Дали е штетно за другите, дали е необходно да се кажува пред сите или може би само во мал круг, и дали стоеме зад кажаното. Затоа Јаков, кога зборува за ова нешто, укажува дека јазикот е мал орган, но може да направи голема штета. И има уште едно нешто што Јаков го кажува во ова поглавје. Мора да внимаваме на нашите мотиви. Погледнете, овде кога зборува Јаков за оговорањето, вели, ако во срцето свое имате горчлива завист или карање, не фалете се и не лажете против вистината. Тоа не е мудрост што доаѓа од озгора, туку земна, душевна бесност. Јаков е свесен, или Бог преку Јаков ни укажува, дека понекогаш мотивите зошто ние сакаме да зборуваме за некоја личност негативно е затоа што чувствуваме некаква завист или омрза спрема таа личност. Затоа кога ќе решите да зборувате против некоја личност, запрашајте се кои се моите мотиви. Ние понекогаш кога зборуваме против одредена личност, сакаме да ја видиме таа личност срушена, сакаме да ја видиме оцрнета, затоа што кај нас можеби не сакаме да си признаеме има завист. Како она може да успева, а јас не успевам. На таа личност се и даваат, на мене ништо. Таа личност е на видна позиција во црквата, а јас не сум. Па ќе зборувам против неа. Сите ја сакаат таа личност, успешна е, ама они не знаат оти таа личност има и црни страни. Не знаат оти, јас вчера ја видов дека и цркаше и се расправаше дома со жената или со мажот. Не знаат оти таа личност повремено и ова знае да прави. Ќе извадам на површина ја некои гадни работи за оваа личност, па многу да не биде она на позиција. Ви стои ли тоа некако познато? Може би ќе се препознаеме тука некаде во некој од овие работи, дека ние кога гаеме завист за некого, ние сакаме таа личност да не успее. И едно од нашите оружја, бидејќи како христијани ние не можеме да отидеме со нож и таа личност да ја проводиме, суптилно начинот по кој што таа личност ја уништуваме со зборовите. Јас ќе зборувам против неа.
Ќе зборам, па дури и лага, па не знам, ако чувам нешто и да не е вистина, ќе го раширам. Затоа Јаков предупредува, внимавајте, ако во вашите срца има завист, горчлива завист или караници, вели тогаш тоа не е од Господа. Внимавајте да не биде тоа вашиот мотив. И ќе завршам со еден пример од еден филм, кој што ни укажува колку треба да внимаваме на нашите зборови. Филмот што го гледав беше комедија, не знам дали некој од вас сте го гледале, е со еден познат црнец, глумец Еди Марфи. Еди Марфи се буди едно утро и во неговиот двор начекува изникнато дрво. Замислете, до сега сте немали во дворот дрво и наеднаш се појавила некое дрво. И првин се чудеше што е ова дрво, ама примети дека кога стои во дворот, секој што ќе прозбори, од дрвото паѓаат лисја. Пак ќе отвори устата, ќе каже нешто од дрвото, пак ќе паднат неколку лисја. И се чудеше што е ова. И се појави кај него еден човек, дојде и му даде објаснување. Му рече, дрвото што се појави во твојот двор има духовна моќ. Знаеш, ти со твојот јазик кажуваш многу лоши работи и Бог го даде ова дрво за да те опомене што зборуваш. Дрвото има 1000 лисја. Секој што ќе кажеш некој збор од твојата уста, за секој збор паѓа по еден лист. Кога ќе падне и последниот лист, ти ќе умреш. Овој човек реши да си ќути. Сега внимаваше на секој негов збор, зашто знаеше дека има уште 1000 зборови. Завршили со зборовите, умират. И сега секој негов збор го одмеруваше, внимаваше да не користи непотребен збор. За некои работи дури само и со знак, знаеш, ќе отиде да си порача кафе, ќе кажеше кафенца, без да каже збор. И почна да учи да внимава и што кажува. Не само дали ќе прозбори неговите зборови на вистина да вредат. Ако каже да тоа биде нешто добро, да тоа биде нешто што ќе значи. И на крајот се случи да Бог реши да му даде нова шанса, иако тие 1000 лисја паднаа, кога се разбуди следниот ден, повторно го најде дрвото со нови лисја, што значи Бог му дозволи понатаму, но затоа што тој се промени во зборувањето. Тој научи сега да цени што ќе каже и тоа што ќе каже дали е на место. Затоа мислам дека важно и за нас да размислуваме на тој начин. Замислете да имате само уште 1000 зборови, да имате дрво каде што со секој збор паѓа листот. Тогаш верувам дека ќе го измерувате секој еден збор. Но и без да имаме такво дрво, ние како христијани треба да сме внимателни на зборовите. Веќе тоа не поучува Светото Писмо. Библијата јасно ни кажува, вели, со нашиот јазик го благословуваме Бога и со нашиот јазик ги колнеме и луѓето. Од нашата уста излегува, вели, и благослов и проклетство. Не треба, браќа мои, вели Јаков, тоа така да биде. Не може од истата уста ние да зборуваме и добри работи, ама со истата уста и да ги оговараме луѓето, и да колнеме, и да кажуваме штетни нешта. Затоа нека Господ не научи, нека ни помогне навистина да бидеме зрели дури во јазикот, во зборувањето. Еве, тука ќе завршам, можеме да